Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски застанаа зад протестите кои го загрозуваат јавното здравје и на кои се ширеше говор на омраза. СДСМ најостро ги осудува пораките, извиците и говорот на омраза и навредите кои јавноста можеше да ги слушне, а беа упатени кон докторите, медицинскиот персонал и кон новинарите. ВМРО-ДПМН застана позади протест на кој новинарите беа нарекувани платеници и нивната работа беше омаловажувана. Во време на пандемија, почитувани, новинарите се тие кои секојдневно се изложени на ризик по своето здравје, но и по здравјето на нивните најблиски. Новинарите се тука, кои со единствена цел да ја информираат јавноста, секојдневно се во опасност да се заразат од COVID-19, додека професионално ја вршат својата работа. Токму новинарите се тие кои во скафандер ризикува и влегоа во ковид болниците, меѓу пациентите со тешка клиничка слика, се со цел да ја подигнат свеста на граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита и да го прифатат процесот на имунизација. Тие се луѓето од кои секојдневно ги добиваме потребните информации и тие најмалку треба да бидат навредувани и нарекувани платеници, и тоа на протест поддржан од ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски. Посочен извор на лажни вести, чиј ментор е бегалецот од Будимпешта, место од каде според словенечки истражувачи новинари се финансираат одредени медиуми во Северна Македонија, кои пласираат лажни вести, а денес се отворено гласни против вакцините, против мерките за заштита од COVID-19 и го поддржуваат протестот на кој што професионалните новинари беа навредувани. Почитувани, Мицкоски се повеќе се докажува како неодговорен политичар, кој очајно гледа шанси во вакви и слични протести и на кого му одговараат лажни вести. Впрочем, да подсетиме и тој самиот, како собственик на Facebook профил, и беше посочен за извор на лажни вести во студија на Европската Унија. Ако има и минимум одговорност, Мицкоски треба да излезе и јасно да повика на почитување на мерките за заштита од COVID-19 и на масовна вакцинација, а не да поддржува протести со кои се нанесува штета на здравствениот систем и се напаѓаат новинари и доктори. Почитувани, денеска повторно ве повикуваме сите кои досега не сте вакцинирани. Да го направите тоа што поскоро во најблискиот вакцинален пункт, да си го заштитите своето лично здравје и здравјето на вашите најблиски. Не подлегнувајте на лажни вести, следете ги само официјалните информации, почитувајте ги мерките за заштита од COVID-19 и само на тој начин заедно ќе ставиме крај на пандемијата со коронавирусот. Ви благодарам.